Дејан Георгиевски, актуелен европски првак и олимписки вице-шампион по теквондо, денеска моје друштво во студиото на Репортер. Дејан, добре дојде. Добро ве најдов. Драго ми е што прифати поканата, честитки за успехот, европски првак. Да, ви благодарам на честитките, мило ме што сум гост на вашата емисија. Така, по најавата кажав теквондо или таеквондо, како е правилно? Па, теквондо, зависи кој како го разговара, но мислам дека теквондо е Так. поправилно, да. Поразговорно некако во... Да, потекло. Да. Олимписки вице-шампион. Како беше чувството да се биде таму, знаменосецот Македонија? Што се случуваше тие денови пред финалето? Можеш ли малку да ни пренесеш какви беа твоите чувства тогаш? Па, видите, јас бев многу добро спремен, колку физички, туку бев спремен и психички, бидејќи да отидете на таков настан пред се, тоа чувство е неопишливо, бидејќи е таму све организирано на некое највисоко ниво. Ние сме били на светски првенства и на европски првенства, но тоа не било ни приближно до едни такви олимписки игри, плюс тоа се случуваше во Јапонија, јапонците знаеме колку се дисциплинирани. Ние отидовме таму 10 дена порано пред мојот надпревар. Си останавме ние фокусирани на надпреварот, бидејќи знаевме пошто бевме отидени, друго ништо не ни интересираше. Цело време таму си правевме по 2 пати на ден тренинг, некој пат правевме по еден тренинг на ден. Сите борби ни беа во еден ден. Значи, кога дојде денот за надпреварот, ние бевме максимално фокусирани. Си почнавме полека, секоја борба си беше посебна. Можеби првата борба беше една од најтешката, бидејќи се борев со актуелниот светски шампион. Ние нашата цела тактика беше подготвувана за него, бидејќи знаевме како победиме него. Потоа ни следува не толку лесно, но можеби некои полесни противници, тоа ни беше главната цел да го победиме противникот од Куба. Што е најинтересно е пред финалето, бидејќи имавме 5 до 6 часа пауза. Тоа е интересен момент што јас у тие 5 сати си дури имав време да заспиам, што можеби тоа вака чудно звучи пред таков настан, пред такво финале, но јас бев максимално смирен, максимално фокусиран и бев спремен да дочекам финалето и да направам борба како што треба и на крај тоа и се случи. Добро, ти кажуваш ли тренерот што се случува во Македонија, што се случува по социјалните мрежи, затоа што тука беше огромно воодушевувањето и еуфоријата кога веќе беше финалето и кога се очекуваше дека можеби Македонија ќе... Мојот еден од тренерите е и одличен психолог и бев премногу, како што кажав на почетокот, премногу психички подготвен и тој е доволно свесен што треба да правам на тој ден, што не треба да правам и мене ми беше забрането тој ден да го користам мојот мобилен телефон. На моменти само после борбите се случав со моето семејство. На моменти доаѓа ми кажува што се случува, но не ми кажува целосно што се случува, бидејќи да не се дефокусирам и да не ти направи притисок, да не ми направи притисок, бидејќи за него јас кога го земав на момент телефонот да се јавам дома или да и пуштав музика да слушам додека паузирав, буквално не можев да користам телефонот, цело време стига нотификации, ми се јавува и тука свадив дека треба да оставам телефонот и да се фокусирам на прерод и така и останам. Меѓутоа тие знае да ми кажат како да знаеш цела Македонија нозе, сите тебе те чекаат, сите тебе те гледат, но тоа беше онака кратко, за како што ви кажав, ние бевме фокусирани на борбите и другото ништо не ни интересираше. Цела македонска јавност, многу јавни личности најискрено споделуваа поддршка и честитки за сето она што го направи. Очекуваше ли толку дека ќе има буквално од секаде се за тебе? Дури Шабан Трстена рече конечно Македонија после 33 години доби човек кој што донесе медал од олимписките игри. Колку ти значеше тоа? Можеби не очекував толку голема поддршка, но ние еднашка најавивме кога сврдевме од квалификациите, мене ми направија пречак пред црквата во Бутел и тука најавивме дека овој пречек ќе биде тука, но следниот пречек ќе ни биде на плоштад, што и тоа го исполнивме. Јас со господин Шабан Трстена ние се запознавме пред 5 години и тоа што ми даде огромна поддршка и веруваше во мене дека може да донесам олимписки медал и многу сум благодарен за тоа. Ние уште сме сега во добри односи, се слушаме често, но им благодарам многу на сите јавни личности што споделуваа, што ми честита и секако што дојда на самиот пречек, тоа за мене на посебна чест и многу сум благодарен на тоа и ќе работам уште посебно за иднина што повеќе да имаме такви настани да радувам цела Македонија. Ми спомна дека се слушате со Шабан Трстена, што ти велите? Кои се советите што тој ти ги дава, да речеме? Тој ме фокусира, ми помага со тоа што ми дава некои совети, ме тера да останам фокусиран и да работам максимално, другото ништо да не ме интересира во некои тешки моменти, знае да ми се јави
кога ќе види некои неправилности што се случуваат во околината, не само за спортот општи онака, но како да кажам, од еден таков човек може да само добри работи да научите, ништо лошо не може да научите. Така да секој миг поминат со него и секој разговор треба да ви значи многу. Кога се врати од Токио, имаше голем пречек на аеродромот, особено ќе помине таа фотографија и триумфалната врата. Буквално се беше на нозе. Како се чувствуваше ти во тие моменти? Јас искрено не очекував, но не толку голем број на луѓе. Прво на аеродромот тоа беше така, кога прво ги видов најблиските, тука беа дојдени сите, но вечерта кога излегавме на плоштадот, јас бев малце во шок, не знам што се случи, малце ме фати паника бидејќи знам дека сите тие луѓе се дојдени таму за вас и вие треба да држите говор, треба малце тоа како голема еуфорија, но искрено и бевме премногу уморни и не можевме да се фокусираме толку и онака бевме изнеможени веќе со сила, така да све помина тоа некако како во сон, но после тоа кога ги собрав впечатоците, тоа сваќам колку голема работа сме направиле. Интересно беше што те покани председателот кај него во резиденцијата и имаше фотографии од таму каде што беше оној твој двоен удар со нога или како се вика, не знам. Да, тој удар со нога, тоа беше видео, но потоа од скриншоти го направи како фотографии, да, тоа беше идеја на председателот. Така. Да, ме замоли, вика да направиме едно интересно видео, секако беше чест го направивме тоа и баш беше една интересно видео, интересна порака. Сакав да те прашам, нели ти беше страв дека може да го удриш колку год да си искусен во тие моменти? Не, мислам тоа. се појави баш во. Да, не, мислам тоа на еден професионалист не може така нешто му се случи веќе тоа тоа е голем осад. Не, тоа е голем осад на почетокот. Малце не беше се на председателот бидејќи секако не е на никој не му биде сено да стои вака против некого што може да го удри, но после тоа повторивме неколку пати. Извежбавте, сакаш да кажеш така? Неколку пати повторивме, дај на крај исполна како што треба. Кога се договаравме за интервјуто, ти реков донесија медалата. Прв пат, искрено да ти кажам, гледам како изгледа медала од Олимпијадата и прво ќе те прашам колку тежи. Мислам дека тежи 560 грама. Така? Што стварно е премногу тешка. Јас првиот ден кога пристигнавме тука, нели од самиот пречек на аеродромот, па вечерта на плоштад, ја носев цел ден, јутро денца цел врат. На врат обесена, да, јутро денца цел врат ми беше воспалено таа тежина, но веќе се навикнав. А ти замисли да е златна. Да, да не тежи повеќе или исто тежат? Не верувам, мислам дека тежат сите исто. Сакав тоа да те прашам, колку си задоволен, знам дека си задоволен на тоа што си вице шампион на Олимпијадата, меѓутоа, ете, дали твојот сон е можеби злато и колку ви се шансите тоа да се случи на следните Олимписки игри? Сега мојот сон беше злато и овој пат, но ете, како што кажав на почетокот, за жал можеби да стеќа не успеавме, но јас сум сигурен дека тој златен медал ќе го донесам, дали следните Олимписки игри, дали тие после тоа во 2028 година, но мојата цел е златен медал, можеби на секој спортист сонот да донесе олимписки медал. Не е битно тоа каков е, но ете, мене сонот ми е златен медал и сум сигурен дека еден ден ќе го донесам и тој. И јас сум сигурна дека ќе го донесеш по начинот на кој што зборуваш. Она што ми беше интересно за тебе, што успеав да го дознам, е дека откако си се вратил од Токио, си добил писмо од Германија, од некој колекционер на олимписки шампиони. Да. Кој што барал Подпис, да. Подпис, автограф? Да. Тоа е интересна ситуација. Потоа добив уште неколку писма од други колекционери. Тоа беше една многу интересна ситуација. Мене ми се јави од Олимпискиот комитет тука кај нас, ме повика, имал некое писмо за мене, бидејќи тој колекционерот не може да добие адреса од мене, туку полесно го нашол адресата на Олимпискиот комитет. Отидов таму и тоа писмо. Тоа добро, го земав, ја го отворив одма и цело писмо, тоа е испечатено дури на македонски јазик со испечатени слики од мене, од медалот, имаше неколку слики и буквално на секоја слика од позади пишуваше сакам подпис од предната страна, сакам све, што беше најинтересно, самото плико имаше уште едно плико, што внатре имаше околу $5 за да така и трошокот го покрил све. Да, само за јас да се подпишам на самите слики што ми дал он, да ги ставам пликот и на самото плико пишуваше адреса, се само требаше да ги ставам и да ги унесам во поштата да му го пратам и тоа беше не знам, многу интересен момент за мене, со задоволство го направив тоа, потоа ми стига од неколку држави, не се сеќавам точно. Едната мислам беше Полска, другата не знам, но ми беше често ете такви некои луѓе собираат подписи од олимписки медалисти што ете можеби за прв пат, најверојатно за прв пат стигнал таму подписи од Македонија, бидејќи
Тоа ми значи многу, од самата таа колекција ќе не има и нас како држава. По враќањето од Токио, ти всушност ги комплетираш и студиите. Така дипломираше на... Да, дипломирав на Универзитет за туризам и менеджмент. Човечки ресурси? Човечки ресурси, да. Зошто тој факултет и колку е тешко еден професионален спортист паралелно да ги тера и студиите? Па, виде дека во определите времето како што треба имате време за се. Так. Тој факултет го одбрав бидејќи има договор со Македонскиот олимписки комитет и они таму ми помогнаа како стипендист. Так. Да, и да ми оваа прилика да им се заблагодариме на Македонскиот олимписки комитет и на Универзитетот за туризам и менеджмент бидејќи најискрено ми помага доста во студиите. Има време за да ме почекат некој пат бидејќи знаат со што се занимавам и колкав е мојот труд на спортскиот план и оваа прилика сам им се заблагодарам што ете и сега ми ја продолжи стипендијата уште 2 години и сега земав магистарски студии, се надам дека ќе се работувам уште понатака. Добро, спортистот од една страна, ама реално стана прилично популарен и во јавноста, како сега кога одиш по улицата и бараат автограми, викате еве го олимпискиот вице шампион, како сега, колку тоа те промени? И како личност па и воопшто. Како што ти кажа на почетокот, мојот тренер Борче Костовски ме укажуваше на сите тие работи што ќе се случуваат понатака и ме научи како треба да се однесувам и да бидам спремен на сите тие ситуации. Секако на мене тоа ми одговара, не сум убаво кога ќе видам дека некои луѓе се радуваат со тоа што сме го направиле, но веќе се навикнав и сега можеби нема толку често како што имаше на почетокот кога се редме, кога беше толку актуелно да побара да се сликаме, автограм или слично, но знам да приметам некои луѓе кога ќе прозборат или кога ќе ме погледне некој, знам дека ме пропознаваат, сега тоа мене ми одговара, но јас ќе останувам фокусиран понатака на тоа што ме мене цели, ете за неколку години повторно да ги израдувам сите со на олимписка медала. Со злато? Да, со злато, да. Златна бубамара на популарноста, спортист на годината. Цела сала ти плескаше на нозе, додека ја пеевте, ја излезе Ѓурѓо, мислам дека со Next Time. Како беше чувството да се биде дел од сето тоа? Тоа беше новата песна на Next Time, кога падна на Пирана. Тоа беше ми направија таква чест што мислам дека цел живот ќе им бидам благодарен со таков настап што ме представија. Мислам дека тоа беше, не знам кога ми беше поголема, кога имав поголема еуфорија, дали на бубамарат или на площадот, бидејќи кога видов сите на нозе, знае дека уште трае тоа што сме го направили. Сигурен сум дека тоа ќе трае со години, но тоа беше уште актуелно и ми беше многу драго и многу мило што гледам дека луѓето се радуваат на еден таков успех и што препознаваат каков резултат сме направиле. И сега, до овој резултат за да стигнеш до кој што стигна ти, верувам дека не е лесно и дека тоа бара години и години посветеност и труд. Од каде љубовта кон теквондо? Па љубовта кон теквондо почна од таму кога што во основното училиште додека учев, на голем одмор теквондо клубот Бутел имаше презентација. Со брат ми видовме како изгледа тоа, многу ни се засвига, тоа изгледаше многу атрактивно. Ни се засвига, решивме да пробаме и со тоаш бевме се уште мали, но со тек на време се заљубивме буквално во тој спорт и останавме до ден денес тука да пишуваме историја. Имаш брат, ами имаш и сестра. И сестра, да. Сите тројца се занимавате со... Брат ми престана пред нека година, јас и сестра ми продолживме. Сестра ми е носител на јуниорски светски медал од јуниорска конкуренција. Сега исто во Талин сега имавме два надпреварено, тоа беше европско клубско, после 2 дена имавме Estonia Open, бидејќи долг пат беше тој кога беа двата надпревари, зашто не ги искористиме да се надпреваруваме. Сестриме на Марија Георгиевска и Филип Дојевски освоја златен медал на тој Талин Опен надпревар, така да останати сме сите во спортот. И добро, како е дома кај вас сите тројца теквондисти, како им е на твоите дома? Па моите веќе се навикнати, веќе тоа го правиме веќе повеќе од околу, не знам, скоро 15 години, навикнати се сите и мајка ми е невработена, домакинка и само е дома фокусира нас да ни направи храна, да ни испере, значи еден поздрав во оваа прилика до неа, бидејќи она исто така се жртвува многу за да ни помогне. Колку ви била подршка во сето ова кога сте почнале да се занимавате воопшто со теквондо како деца, да речеме? Дали сте сонувале дека навистина еден ден ќе успеете да ги постигнете ви конкретно ти сестрати сите овие успеси? Да, бидејќи уште од помалите категории како кадети, како јуниор, освојав многу медали. Јуниор имав еден долг период од 2,5 години кај што немав изгубено ни една борба и веќе тука почнав како јуниор да се направарам во сениор и во првата година како сениор на 18 години освоив исто станав европски шампион, што тука видовме дека
дека нашите шанси се многу големи, дека само треба да работиме како што треба и да бидеме посветени. И од 2017 година почнавме веќе да собираме поени за Олимписките игри, но бидејќи не успеавме да собереме доволно, тоа што станавме на квалификациите, така се квалификувавме. И денеска живееш во Бутел, така? Да, и Што велат твоите комшии кога ќе поминеш на... Па моите комшии се навикнати од претходно, бидејќи тие биле запознати со моите успеси и од порано и веќе се навикнати. Наше дете. Да, и тие највеќе се радуваат бидејќи ме знаат, уште од мал ме следат, ме гледаат многу често кога идам тренинг, кога се враќам, кога ќе трчам низ мало и веќе се навикнати и знаат со што се занимавам и нивната поддршка е посебна на еден начин. Добро, го спомна твојот тренер, меѓутоа тренер ти е актуелниот градоначалник на Бутел, да, тие се двајцата браќа уствари. Да, тие двајцата ми се тренери, сега малку Дарко Костовски малце е позаангажиран на друга основа, но си продолжува со нас со тренинзите, сега имавме камп во Охрид, каде што поголеме дел од тренинзите ги правевме со него. А со доктор Борче Костовски со него си продолжуваме со тренинзи константно, да, тој е повеќе фокусиран за теквондо тренинзите, а Дарко е за кондиционите тренинзи. Така сакав тоа да те прашам каков е градоначалникот кога не е градоначалник, туку кога е тренер по теквондо. Па некако ние си го имаме навикнато, нас можеби повеќе ни чуна како градоначалникот како тренер, да, бидејќи Дарко почна со нас кога бевме ние најмали, мојата група кога бевме најмали, прво Дарко почна со нас, па после тоа продолжи Борче и ние сме навикнати како тренер, дека ние сега можеби нема како чудно што гранчник, но веќе се навикнавме, поминат скоро 10-11 месеци како гранчник и многу ми е мило што стана тој гранчник бидејќи ќе вложи многу пред се во спортот и ќе имаме една спортска опрема која што заслужуваме бидејќи од општина Бутел има 3 олимписки медали, тоа мислам дека нема ни една друга општина. Опасни испадна. Да. Насочен си кон спортот, претпоставувам дека 24/7, меѓутоа имаш ли време за приватен живот? Колку, да речеме, спортот, заради спортот мораш да се одрекуваш од излекувања, од дружби со пријатели, имаш ли време за љубов? Сега дека има време за се, но во некои моменти кога се спремам за некои големи надпреварувања, тоа сме фокусирани само на надпреварот и на припремите во еден начин се ставаме како во карантин, но кога ќе кажам дека тоа се жртвуваме за ова, се жртвуваме за она, но не е тоа кај нас така бидејќи ние од мали сме дисциплинирани во клубот, секако дека јас имам време за сето и го искористувам секој миг кога сум слободен. Добро, каде излегуваш, со кого се дружиш, имаш ли време за кого си популарен сега пак е девојките? Многу поретко излегувам примерно во дискотеката крај дори никогаш во дискотека, можеби еднаш сум бил само за овие 23 години што ги имам, но знам некој пат излезам на чај, на сок со некој со тие што ми се најблиски другари, но не, алкохол кај нас е забранен, така се напи некој алкохол. Толку. Сериозно теквондистите не смеат да пијат алкохол? Зборам за нашиот клуб, за останатите клубови не знам. А за клубот збориш? Реков воопшто така. Не, воопшто не знам за другите како, ама за нашиот клуб ако дознае треба дека сте конзумирал алкохол. Тука па макар и да имате олимписки медали, 3 олимписки медали да имате, тоа е строго забрането кај нас. Но, како што ти кажав, имам време за се и секој момент го користам да го поминам со најблиските. Добро, не ми одговори колку си популарен кај девојките и дали имаш време за љубов? Да, сега дека имам време за љубов. Дали сум популарен кај девојките? Можеби да, на некои моменти, но сум доволно свесен, доволно паметен и знам како треба да не да го искористам тоа, туку како треба да се снајдам со тие ситуации. Добро, освен теквондото, како нели нешто со кое се занимаваш 100% професионално, кој е твоето хоби или имаш ли некои скриени страсти, со што друго се занимаваш? Еве нешто што не знаеме за тебе. Па на почетокот, пред неколку години, пред 5-6 години, имав хоби да возам сноуборд, но после тоа во еден разговор со тренерот утврдивме дека тоа не е добро бидејќи може да се случат многу големи повреди и од тогаш престанав со тоа. Сега повеќе возам велосипед, со моето куќе знам да се прошетам и најчесто тоа го правам кога сум послободен. Еден спортист како тебе, каков начин исхрана треба да има? Колку внимаваш на тоа, не знам, колку спортот од теквондото налага да се внимава на начинот на? Па видите, треба да се внимава многу бидејќи кај нас е во тежински категории, јас сум во плюс категории, можам да имам над 80 килограми, не е ограничено колку точно треба да имаш, но сепак јас внимавам бидејќи јас имам една килажа која што мене највеќе ми одговара да се борам во таа килажа. Тоа го имам утврдено веќе пред многу години и сега јас се држам на таа килажа, секако дека мора се внимава на храната бидејќи ако не внимавате доволно на храната, вие нема бете доволно спремни за тренинг и немате доволно енергија и ќе не може да се опоравите полесно за до другиот тренинг. Освен што носиш кимоно, нели, кога се надпреварите, она што ме интересирало мене што ќе се случи ако падне појасот ако се додека
Па не, ништо, само ја прекинуваат борбата и мора да се врзе пак појасот. Пример, има моменти, тоа се случува кај помалите тие што немале искуство претходно, кога им се совлече после тие взимаат само и го ставаат на страна, но судијата не дозволува, мора да се земе појасот и да се врзе повторно и да продолжи борбата, да. Освен што се облекуваш спортски, претпоставувам, колку често можеме да те видиме во некој поелегантни кој е моден стил? Па нема некој посебен моден стил, мене ми е најудобно кога сум во тренерки, кога сум во шорци, така, нели спортски тип, така сум и сум навикнат, но сега го знам да се облечам елегантно кога треба во некоја таква прилика. Колку се им идол на младите генерации, што би ги посоветувал децата кои што или веќе дали држиш и ти тренинзи на помалите деца во бутел и што би ги советувал? Па ние обично од постарата група што сме, кога имаат помалите дечиња на тренинг, ние доаѓаме им помагаме да вежбаат, бидејќи тренерот не може сам да постигне со толку многу дечиња, не може да биде фокусиран на сите и не треба да биде фокусиран на едни на другите помаци, ние сите тука помагаме. Мојата порака до нив да вежбаат, да ги слушаат родителите и тренерите ги слушаат премногу, да бидат фокусирани, да не се откажуваат никогаш, да бидат истрени и резултатот ќе дојде, само тие треба да веруваат во себе, да сакаат тоа навистина и во еден миг да не се посомнева дека не може да успеат. Добро, во некој од нив дали се препознаваш себе си или некој дете кое што ете можеби ќе биде иден носител на... Секако има многу дечиња кои што се многу талентирани, но знаете како талентот носи до некој степен, после тоа престанува, после тоа продолжува само колку ќе вложите напор, колку ќе вложите тренинг, колку ќе дадете труд самите себе, но тоа не може никога да се знае, бидејќи во некој спретно околности може детето да прекине, нели сега тие се помали, па може притисок од родителите, но јас сум сигурен дека во понатака во иднина дека ќе има многу се надам дека ќе ги повторат овие успеси, ќе имаат и уште поголеми успеси од мене, бидејќи знам дека тоа може да го направат. Си имал ли ти ситуации кога си сакал да се откажеш? Едноставно не можам повеќе или не знам. Па не, знаете како ние нели кога што кажам почеток сме тројца и кога некој ќе се ососа, кога се видел дека некој дека го покажал слабост него, другите двајца секогаш тука за него да го потурнат понатака и тоа можеби брат ми затоа прекина да вежба, бидејќи он кога идевме на првери беше повеќе фокусиран за мене, за сестра ми да победиме отколку он самиот за себе. И кога доеше моментот да се надпревара, он веќе беше изнемешта, немаше сила. И можеби затоа со тек на време прекина, но како што ви кажав, сите тројца сме тука да си даваме поддршка и во ниеден момент никој не му текнало да прекине. Колкава разлика си со братот и сестрата? Со сестра ми сум 2 години, со брат ми сум 16 месеци. А кој е постар, кој е помал? Брат ми е најстар, јас сум во средина, сестра ми е најмлада. Така, доколку сте блиски? Дали си ги кажувате тајните, дали па јас и сестра ми голема разлика вака сега? Па не сме. Јас и сестра ми сме може повеќе блиски, бидејќи последните 3-4 години патуваме, цело време сме заедно. Најчесто јас и она сме во соба кога патуваме и си имаме повеќе зближено отколку со брат ми, бидејќи многу често сме ние надвор од Македонија, надвор од Скопје, дали тоа се примпреми некој камп над превари, повеќе си имаме зближено на тој начин јас и сестра ми. Добро, од оно што успеав да го дознам исто за тебе, дека кога те гледаат луѓето како влегуваш во борба, делуваш многу ладнокрвно и смирено. Колку е потребна чиста глава од една страна, ама од друга страна и адреналин, за да се... Тоа е мој начин на борба и мој начин на влегување на надпревар, бидејќи многу е подобро да влезете таму смирени, па со тек на време да се крене вашиот пулс и вашите адреналин, колку вие да влезете со не знам, да речеме со 100 пулс и да веќе да бидете онака под еуфорија, под адреналин, но јас сум таков тип на борец, сум смирен и тоа е мојот начин на борба, бидејќи јас знам таму зашто сум отиден, знам дека сум отиден да ги победам сите и да земам прво место, да било кој надпревар станува збор и сум фокусиран секоја борба дури од рунда во рунда сум фокусиран дека не стигнам до финалето. Тоа сакам сега да прашам што се случува во последните секунди кога знаеш дека си на дофат до победата. На чекор до победата. Тоа е, знаете како, цело време сум фокусиран до последна секунда дека не видам да заврши борбата и судијата да прогласи победата, затоа што имало многу ситуации каде што сме виделе вака, фала на Господ, мене не ми се случило за да во последни стотинки да се сврти борбата и да се изгуби. Таков случај имаше на квалификациите лани кога беа квалификациите за Олимписките игри, до крај имаше 0.9 стотинки и противникот му ја сврте борбата, му направи една разлика и тој изгуби што водеше цела борба, изгуби и отиде другиот, затоа треба да бидете фокусирани до последен момент, бидејќи многу малце фали за да се сврти борбата и да изгубите. Добро, после пораз плачеш ли? Се случува ли претпоставувам? На сите спортисти ви се случува тоа или не? Не, бидејќи како што ви кажав, ние од мали сме фокусирани и тренерот не дисциплинира така да бидеме посветени на све, бидејќи
и самиот пораз некој пат добро доаѓа бидејќи не може биде цело време да идете нагоре, не може да одржите тоа темпо на вашето тело да го издржи, да бидете секој пат спремни максимално за секој надпревар, така да за тоа секој некогаш мора да има и порази за тоа после на следниот надпревар да отидете чекор или два понапред. Добро, колку сметаш дека за да се оствари еден успех како што успеа да донесеш ти на Олимпијадата, што све е потребно за еден спортист? Спремност, добра федерација која што стои позади него? Па јас мислам дека пред се треба да има многу добри тренери, бидејќи фалам на Господ јас ги имам тие тренери и цел живот ќе им бидам благодарен бидејќи тие се сите го гледат мојот успех на мене, но тоа не е така бидејќи јас не сум стигнал сам таму, јас имам тренери, јас имам спаринг партнери, другари кои сите тие ми помогнале да стигнам до таму, но без тренерите тоа не би било ништо бидејќи без нивното знаење и нивната фокусираност јас сум фокусиран на надпреварот точно, но тренерот кој можеби е дупло повеќе фокусиран од мене и тој ги прати сите мои противници, ги гледа сите нивни борби и ме спрема во иднина за сите надпревари, без тие работи што ви кажувам, ако не ги правите нема да стигнете до никаде. Добро, имаш ситуации кога ќе се спокарате со тренерот па не зборувате ден-два или не смеете тоа да си го дозволите? Не, никој пат не се случува, ние како што ви кажав, дисциплината е на највисоко ниво кај нас, никој до сега му нема вратено ни еден збор на теренот бидејќи ние цело време правиме што ќе ни каже тој. Факт е дека нели ти го донесе огромен успех сребрениот медал на Олимписките игри во Токио, како сега котираш на бодовната листа? Така е, да. Еве да им појасним на гледачите, за да се квалификувате на Олимписки игри, треба бидете во првите 6 луѓе на светската ранг листа. Тоа е многу тешко бидејќи да се стигне во првите 6, конкуренцијата е огромна. Јас моментално сум на 9-то место, но со овие поени што ги земав сега 12 ќе отидам на 6-то место, но тоа знаете како цело време варира. Но ете со поените од Олимписките игри јас скокнав многу високо, на еден момент бев и 5-то место на ранг листата, но се надевам дека до крај на овој циклус ќе останам во првите 6 и ќе се квалификувам директно на Олимписките игри во Париз, дека ќе нема потреба да додам на квалификација како претходниот пат. Со Господ напред, ја мислам дека ќе успееме да го направиме тоа бидејќи ете ни тргна многу добро. Оваа година имаме само 3 медали донесено. Оваа година исто имаме Гран При, имаме светско првенство, бидејќи светското првенство носи многу поени. Здраве таму се надеваме ќе донесе медали, од таму медалот ќе ме стави во првите тројци и мислам дека тоа ќе биде фиксно за квалификација на следните Олимписки игри. Јас ти посакувам од таму да донесеш злато и сум сигурна дека на Олимписките игри во Париз 2024-та дека ќе донесеш златен медал и повторно ќе... Да, ви благодарам многу и ми беше мило што бев гост на вашата емисија. Ти благодарам уште еднаш што дојдеш во студиото на Репортер.